Добро вечер. Време е за најновите информации од културата. Представата Фамилијата Адамс во режија на Теа Беговска беше премиерно изведена на сцената Ристо Стефановски во Драмскиот театар во Скопје. Режисерката Беговска, која воедно е и автор на текстот и адаптацијата на сценариото од истоимениот филм, вели дека во денешниот свет, каде што секојдневието станува се поголем хаос, Фамилијата Адамс е можеби символ за издржливост. Фамилијата Адамс е последната премиера на Драмски за 2024 година. Фамилијата Адамс е новата премиера што се изведе на сцената Ристо Стефановски во Драмскиот театар. Режисер и автор на текстот е Теа Беговска. Фамилијата Адамс е представа која што е направена по 37 дена. Првата проба беше на 19 ноември, на 25 декември имаме премиера. Тука би сакал да им се заблагодарам на сите од ансамблот на Драмскиот театар, на сите технички служби на Драмскиот театар и на сите соработници на Драмскиот театар кои што учествуваа во создавањето на оваа представа. Адамс фамилија е многу препознатлив бренд и мислам дека сите ние уште од почетокот се трудевме да не ја разочараме на некој начин публиката во однос на тоа да ги види на вистина тие карактери кои што се препознатливи уште од нашето детство кое што ги паметиме. Ликовите ги играат актерите на Драмски театар: Предраг Павловски, Трајанка Илиева Велик, Гордана Ендровска, Нина Елзесер, Сашо Тасевски, Томислав Давидовски, Маријан Наумов, Емилија Мицевска, Златко Митерски, Маја Велковик Пановска. Верувам дека оваа представа ќе трае, затоа и ги работиме, ќе трае, ќе има доста изведби. Самиот наслов, без да прашувам по овие наши служби, сигурно и верувам дека е барана представа и ќе биде барана. Така да имавме еден доста убав, пријатен процес. За мене беше голема провокација да се, ќе се изразам буквално, да се скинат сите гестови, мимики, па дури и сензибилитет, колку и да го има прека Мартиша, затоа што кога ќе речеме видеа каква е како Мартиша, одма гледаш stone face пред себе. Во убедничкиот тим се сценографот Никола Пијанманов, костимографите Радка Џамбазовска-Коцев и Раде Василев, а музиката е на Енес Беговски. Кореографијата ја направи Бојан Лазаров. Представата Фамилија Адамс е на редовниот репертоар на театарот. Ова е четврта премиера годинава во Драмскиот театар и е работена со сопствени средства на театарот. Прв самостоен концерт на младата пејачка Јована Јанкуловска, Желба за љубов, омаш на француската музика. Посетителите уживаа во изведбата на 8 француски композиции која одбележаа нејзината музичка кариера. Јас од мала, од 4 годишна возраст, јас почнав да учам француски песни и од потоа неколку години јас почнав да одам на француски курс за да си го подобрам францускиот јазик. Најпрво на 4 години ја научив техније данс. Ми со време така природно ми дојде некако француските песни, затоа јас си продолжив со француските песни и ете сум сега на мојот прв концерт за француски песни. Што ве инспирираше да го држите токму овој концерт? Некако ми инспирираше дека јас почнав прва година сега средно музичко и затоа што јас веќе имав многу песни на располагање и затоа одлучив да направам концерт за да заокружам еден период од мојот живот. Колку песни вечерва ќе им понудите на публиката? Јас ќе испеам 8 песни, овие се многу внимателно избрани песни, кои што многу ми лежат на срце и многу ми се драги за мене. Во галеријата на Домот на култура Илинден во општина Илинден отворена е ликовната изложба на академскиот уметник од општина Илинден Новица Трајковски, наречена Три генерации Трајковски. Љубителите на ликовната уметност имаа можност да погледнат околу 70 врвни уметнички дела, насликани од неуморните раце на Новица, но и на неговите тројца наследници од семејството.
Во рамки на изложбата беше промовирана и првата монографија на Новица Трајковски, во која се собрани голем дел од ликовното творештво во последните неколку години на уметникот. Монографијата е издадена под покровителство на градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски. Сите љубители на уметноста можат да ја посетат оваа изложба до 15 јануари. На сцената, музеот и перонот број 1 на Скопската железничка станица. Беше изведена мултимедијалната представа Дедо Мраз дојде со воз. Најмладите имаа единствена можност да уживаат во едукативната приказна, која почна од музејската поставка зошто Дедо Мраз го одбра железничкиот сообраќај, преку мултимедијална театарска представа Дедо Мраз дојде со воз на сцената на Македонски железници инфраструктура и завршувајќи со разглед на специјалниот новогодишен воз на Дедо Мраз. Стабиле. Еве добив сигнал од локомотивата, а еве имам и слика. Дедо Мраз дојде со воз е насловот на мултимедијалната новогодишна представа која премиерно се одигра на 24 декември на големата сцена на железничката станица во Скопје. Приказната ги следи патешествијата со кои се соочува Дедо Мраз, но добива неизмерна помош од неговите најверни пријатели, елените, џуџињата, Снешкото и неговите обожаватели, децата, за да може да пристигне на железничката станица во Скопје. Локацијска представа во која што раскажуваме покрај оваа приказна, во исто време ги едуцираме и децата за железничкиот сообраќај, за тоа што е воз, што е локомотива, перон и така натаму. Со почеток од музеот, покрај главната сцена, па се до перонот број 1, беше започната новогодишната представа, чии автор и продуцент е Миодраг Костик, а во неја играат познати актери, но и деца од училиштето за театар од игра до представа. Самата соработка представува предизвик и целиот проект за нас е предизвик, затоа што научивме многу за возовите, многу интересни работи за нашата железничка станица тука, локално, генерално во светот, така да очекувањата се големи, ќе оставиме само представата да прерасне во некаков вид на традиција. На крајот од представата дечињата кои присуствуваа има можност да се фотографираат со Дедо Мраз во самиот вагон на перонот број 1 и каде што беа почастени со мал подарок, пакетче. Навистина прекрасна едукативна представа за најмалите во духот на предстојните празници. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.